И покрај позитивата од 18 погодени тројки и фантастични 39 поени на неверојатниот Матија Чешковиќ, Фени во Тиват ке патува со позитива од само 3 поени, 197, пред се поради очајно лошата одбрана на тимот, чија главна одлика беше токму затварањето на приодите кон единствениот сопствен кош. Незадоволството од финалниот резултат е очекувано, но можеби ваквиот резултат е психолошка предност или аспект на подобриот, затоа што избраниците на Малинков во реваншот ќе морат да влезат малку посериозно и помотивирано отколку при предноста од 15 поени. Еве како течеше ова средба. По воведната предност на гостите, Чешковиќ му го донесе првото водство на домашните играчи, најавувајќи го своето шоу. Предноста стана константна, па веќе на крајот од воведниот период Фени имаше плюс 4, 21-17. Избраниците на Малинков продолжија со добрата игра и во вториот период, па само за 5 минути игра да стигнат до највисоката на надпреварот плюс 18 поени или 42-24. По тајмаутот на некогашниот предводник на Фени Мирослав Кадија, Тиват се врати со серија од 12-0 и се доближи на минус 6, 42-36. За да Фени Индустри се соземе и до крајот на првото полувреме поведе повторно со двоцифрена предност 53-43. По паузата за полувремето следуваше изедначен трет период во кој Теодо успеа да надополни 3 поени од негативата од 19, потоа повторно спуштајќи предноста на Фени Индустри на едноцифрени 7 поени 72-65. Лошата игра во одбраната на кавадаречките кошаркари продолжи во последните 10 минути, во кои примија 32 поени и дадоа 28, вклучувајќи и тројката на Чешковиќ на секунда до крајот за да победиме 197. И на крајот, магичните 39 поени на Чешковиќ ги надополнија со уште 5 асистенции. Покрај него повторно одлични беа Джекич со 18, Петровски со 17 постигнати поени. Кај гостите најдобри беа Поповиќ со 25, Милан Станоевиќ кој запиша 23 поени зад своето име. Еве ги изјавите на главните актери на оваа средба. Добро смо играли целу утакмицу, на крају смо мало пали. Добро игравме цел надпревар, на крајот малку паднавме, ни падна концентрацијата, можеби малку бевме и уморни. Имавме 15-16 поени разлика, но на крајот победата беше само од 3 поени. Лошо игравме денеска во одбраната особено, примивме 97 поени дома, што никако не смее да се случи на гости. Инаку за 7 дена одиме таму и ќе пробаме да ја сочуваме оваа предност во Кавадарци што ја направивме, ако не и да победиме. Не беше ова NBA надпревар завршува исто вака, али All Starот исто као да игравме денеска All Star. Одбрана никаква, у напад све окей, даваме лесни кошеви, даваме поени, све задоволно, али одбрана денеска катастрофа. Со ваква одбрана не можеме да добиеме никој у наредниот дел на надпреварувањето. Нас ни беше одлика одбраната, каде што на почетокот примавме од 65 до 70 поена, сега примаме 90, задњата утакмица да, со работнички примавме исто многу поени, што не е добро. Кошарката се игра одбрана, не се игра само со напад. Ако сакаш да добиеш надпревар, само можеш да го добиеш 1-2 надпревари со напад, али се осваја титули и се прави големи резултати со одбрана. Очекување, ако е вака утакмицата, мислам дека на голем број поени имаме шанси да ги добиеме, со тоа што игравме добро у напад, ако ја закрпиме малце одбраната и ако играме малце, барем 20% подобро одбрана, мислам дека имаме големи шанси да добиеме оваа екипа и да продолжиме понатамошниот дел на првенството. Да го продолжиме. Магдевски има мала повреда. Утре ќе кажат докторите, прави утре магнетна резонанса, па ќе видиме утре што и како е со него. Ние како тим секогаш одиме на победа, така да и со МЗТ и со секој нов противник одиме на победа. Имаме уште 2 дена до крајот на преодниот рок. Во план сме, преговараме со некои играчи, али многу е тешко во овој момент да најдеш право засилување, бидејќи е крај на сезона. Се преговара со Американец еден и со уште еден од бившите јупростори. Jeste izuzetno raspoloženi Feni večeras. Да, многу расположена екипа на Фени имавме вечерва. Тие дадоа 18 тројки. Тоа е доволен број или еден податок што може да се каже колку беше тежок надпреварот за нас.
Според статистиката, било која екипа да даде 18 тројки, очекувајте дека таа екипа ќе го добие на преворот со повеќе од 15 поени разлика. Меѓутоа, ние покажавме дека имаме карактер, го стигнавме тоа нивно водство и на крајот дури имавме и шанса да завршиме нерешено. Но со тројката на играчот на Фени, Фени дојде до таа победа, но ние сепак сме задоволни од овој резултат кој го постигнавме во Кавадарци. Знали smo da će biti veoma teška utakmica u Feni. Знаевме дека ќе биде многу тежок натпревар со Фени Индустрија. Тие погодија многу тројки, што ние и го очекувавме тоа. Имавме дури поволен резултат и очекувавме да имаме една таква средба. Во Тиват, кога ќе дојдат таму, ќе ги дочекаме во една добра игра и тогаш нека победи подобриот.